Би се возеле вие во автобус на ЈСП, би влекле вака? Да, зошто не? Мислите дека е безбеден превозот? Дали е безбеден? Па јас не знам, не би можел да дадам оценка дали е безбеден. Се надам чим се обраќаат автобусите по скопските улици, тие кои што се обраќаат, претпоставам се функционални. Сега, ако прашањето ви е дали е потребен поквалитетен јавен превоз, мојот одговор ќе биде да, потребен е многу поквалитетен јавен превоз. Имавме такви идеи до моментот додека нашите политички патишта не пукна тиква, народски кажа. Разотидоа, да. Сега има еден друг проблем, вие ќе кажете безбедни се, но денеска пример имаш автобус на кој му пукнала гумата, па такви автобуси гледаме секој ден, како се оставени во дефект. Такви автобуси секој ден гледаме на скопските улици. На друг автобус му излета гумата среде партизанска, не да Боже да поминувавте. Не знам што немам би се дилема случило. дека тоа се случува и ќе се случува, затоа што никој не води сметка за сето тоа. Порано не се испраќани на технички прегледи, па функционирал јавниот превоз. Проблемот е што никој не се занимава со тој јавен превоз, што никој не сака да се занимава со тој јавен превоз. А видете колку субвенции од буџетот на град Скопје се префрлени на јавното сообраќајно предпријатие. Можеби 5 до 7 пати повеќе од времето кога јавниот сообраќајен превоз во Скопје функционирал. И бил многу побезбеден од сега. И сега што прави? И за жал тука можеме да имаме само политичка одговорност на избори. За жал таков е уставот, такви се законите, не можете пред време на некој градоначалник да му го скратите мандатот. За жал таков. Можете ли да ги одземете ингеренциите врз ЈСП како влада? Не можеме.